Минути на поинаква тема која што е актуелна, бидејќи се уште некако ни слегнуваат впечатоците од галичката свадба во срцето на Бистра, на местото каде што традицијата живее со секој звук на зурлата и со секој чекор на орото, се наоѓа галичник, бисер на македонската нематеријална културна историја. Вчера се случи галичката свадба, се што е поврзано со галичката свадба и значењето на нематеријалното богатство кое што го има галичник е тема на истражување на нашиот соговорник. Велом добро утро за етнокореологот Бојан Петковски, гостин во Македонија наутро, што туку вратен од галичник. Добро утро Бојан и добре ни дојдовте. Добро утро на вас, добро утро на гледачите. Доаѓам токму со нови свежи информации, вчера вратен од галичник. Ве прашав како поминавте пред почетокот на разговорот, ми кажавте Кристина се гледа потенот, но донесовте многу убаво искуство и оваа година. Па ајде така некако да го започнеме и разговорот. Истражување на галичник поврзано и со целиот регион, но и со галичката свадба. Што ја прави галичката традиција посебна и поинаква од останатите етнографски региони? Знаете како кон крајот на 19-тиот и почетокот 20-тиот век во Македонија, поради тогашната состојба, луѓето многу малку циркулирале низ простор, многу малку се движеле од едни до други села или до други региони. Сето тоа возможува да се создаде една засебна материјална и духовна култура на различни сегменти, на различни центри во Македонија. И имаме преку 40 различни етнички предели со засебна духовна и материјална култура. Несомнено тука и галичник, дел од Мијачкиот крај. Дали тоа ќе е преку раскошниот вес на невестинските и воопшто на женските кошули, дали ќе е тоа преку брендот на играњето, тоа е тешкото кое што стана на вистина символ на Македонија. Тоа се можеби ни субјективни впечатоци околу тоа зошто што е многу важно околу галичката традиција, но што е на вистина впечатливо за оваа традиција, тоа се тековите и трендовите за нејзиното зачувување и до ден денес во 21 век, затоа што ние вчера во 2025 година се уште имаме жива традиција истурена пред очите на гледачите и токму низ разговорот така ќе целам како научник да говорам не од аспект на воодушевување на таа култура, секако е за воодушевување, но многу повеќе околу тој тренд на како се чува таа традиција. И да, и токму затоа решивме да го реализираме ова гостување веднаш по завршувањето на галичката свадба, од која што се уште сумираме впечатоци. Колку е важна и неопходна, Бојан, галичката свадба во одржувањето на културната традиција на регионот? Галичката свадба е особено важна во јавниот дискурс, дали тоа ќе во медиумите, во научната фела и кај обичните гледачи, често таа се наслувува како манифестација. Јас пред 2 години отворив една голема дискусија и се уште водам таа дискусија, дали тоа е манифестација или сепак е манифестација со презнак на жива традиција, затоа што сепак во манифестација припаѓаат настани кои што се организирани, кои што имате надворешни учесници, кои што само репрезентираат, репродуцираат нешто. Во случајот на галичник ќе видиме дека во суштина се уште младите галичани, воопшто возрастното и младото население се уште ја изведува оваа свадба, се уште искрено верува во моќта на свадбата, во моќта на обредите, на облекувањето на традиционалната носија, што во суштина ја чини галичката свадба повеќе да припадне кон жива традиција, одошто кон манифестација. Зошто е важна? Затоа што галичката свадба во суштина представува еден прототип за како треба се чува културното наследство. Најпред се во самата локална заедница го зачувувате во колективната свести на младото население, тоа е живата традиција, а потем го канализирате во една манифестација и го гледате севкупниот бенефит од ова важно културно наследство. И галичката свадба е полна со обичаи, колку е голем или сериозен предизвик да се зачуваат овие обичаи во новото современо доба во кое живееме и постои ли некој обичај да речеме кој што е најкритичен во однос на зачувувањето? Колку ваков тип на истражување и документирања одат во прилог на зачувувањето на обичаите? Одлично прашање, затоа што кога се конституирала галичката свадба да се изведува на овој начин, како своевидна манифестација, повторно со презнак на жива традиција, секако централното место го заземале обредите, но како научник од оваа фела морам да потенцирам за гледачите, знаат дека во суштина обредот како централен секако има свои периферни сегменти, например во ноз на пеењето ќе видиме дека кога се бричи зетот имаме посебна наменска песна која што и текстуално и мелодиски е специфична само за бричењето на зетот. Потоа ќе видиме дека носијата чини исто така важен дел од обредот, анализирајќи последниве 4 години активно одејќи на терен на галичката свадба, обредите не се во некаква
не се можно да се изгубат. Но она што навистина се губи, тоа е пред се традиционалната облека, пењето кое што многу малку го слушаме од самото, зборам, галичко население, и како етнокоролог дозволите ме забележам орската традиција. Ние ќе видиме дека тешкото и невестинското се изведувани од националниот ансамбл танец, а потоа мештаните, локалното население го игра само правото оро или лесното. Значи ваквите периферни сегменти на обредите, како што е пењето, играњето и традиционалната носија, се тие кои што се први удар за губење. И токму ваквите истражувања може ќе продуцираат и за некакви семинари, работилници, за да го доедуцираме младото население и да имаме севкупната слика за галичката свадба, која што била во полн сјај во 19 век. Во еден од одговорите споменавте, многу ми е драго што и по толку години вчера забележав дека има многу млади кои што ја сакаат, почитуваат традицијата и кои што се на Петровден во Галичник. Колку ова истражување е сложен процес и колку во документирањето главна улога играат мештаните, колку тие сакаат да помогнат, бидејќи веројатно или тие ги имаат најголемите знаење и искуства за обичаите и традицијата. Колку од нив зависи дали ова ќе биде успешно? Процесот во суштина зависи колку од истражувачот, толку од самото население, но сепак главната улога припаѓа на истражувачот. Од кој аспект? Многу често јас говорам и кон колегите кои што истражуваат. Вие не може да отидете во едно село и потоа да прашате добар ден и да ги добиете сите информации. Во истражувачкиот процес на Музичката академија, например, која се едуцира, многу јасно ни беше потенцирано дека мораме да бидеме во социјалната заедница, во селските средини, да се задржиме поголем период. Така во суштина локалното население ќе не запознае, ќе дојдеме во една комуникација, во една релација, каде што тие точно ќе видат дека нашата цел на истражувањето е во суштина ставање на пиедестал на нивната локална традиција. И јас сум повеќе години во Галичник и навистина локалното население, мештаните играат клучната улога да јас ги добијам информациите. Само со еден таков заемен однос помеѓу истражувачот и соговорникот може навистина да се исцрпат вистинските архаични информации од теренот. И кога се договаравме за разговорот, ми споменавте, Кристина, многу често за галичката свадба се говори како најголемата и најубавата културно-сценска манифестација, но јас сакам за галичката свадба да се говори како нематеријално културно наследство. Колку е важно да го заштитиме за идните генерации? Кога ги работам јас истражувањата во однос на традицијата, секогаш е фокусот е на повозрасното население од аспект дека тие се тие кои што имаат информациите во однос на традицијата. Последните 4 години во Галичник јас истражувам обратно, пропорционално го истражувам младото население во Галичник и како тие реагираат на оваа традиција. Јас и во претходниот одговор кога споменав за живата културна традиција, зборував за тоа дека се уште младите галичани веруваат во моќта на овие обреди. Вие ќе видите колку е атрактивна позицијата младоженец и невеста. Значи младите галичани се повеќе сакаат да се пријават на таа позиција. И сега кога ќе видите дека младите во суштина чувствуваат за своја таа традиција, ќе видите дека така само ќе биде пренесена. Но дали е доволно само одржувањето во континуитет на галичката свадба или треба да сториме нешто повеќе? Секогаш може да направиме нешто повеќе, а тоа ќе биде само преку променување на севкупниот однос и на сите секундарни сегменти, затоа што галичаните се тамо, младото население е тамо, несомнено дека оваа традиција ќе трае, но тука е севкупната ангажираност и на научниците, на активистите, на сите околни чинители кои што треба да направиме малку една поважна слика од ова културно наследство. Кој сегмент од истражувањето ви беше најинтересен изминативе неколку дена? Денес фокусот е на младите и останувам на таквиот одговор. Начинот на кој што младите говореа за галичкото потекло. Знаете како, таквите етноними во суштина во 19 век постојат етноними. Луѓето припаѓале на одредени групи, например во Скопскиот регион тие припаѓале на етнонимот Блаќани, се идентификувале како таква етничка група. Ќе видиме дека мијачкиот сегмент, особено галичаните, многу цврсто го држат тој сегмент. Јас имав соговорници кои што беа и помлади од мене, луѓе кои што имаат 20 на години, кои што се уште чувствуваат навистина важна припадност кон галичкиот сегмент. Во суштина, таквата една повлекување на паралела од постарите генерации до помладите, каде што тие не само што го репродуцираат, не само што го изведуваат тоа културно наследство, значи тоа не е сцена, тие вистина веруваат во тоа. Кога ќе видите дека така веруваат во тоа, тука во суштина се создава тој континуитет помеѓу минатото и сегашност. И во суштина ние не треба да тежнеме кон манифестации кои што ќе бидат наметнати. Туку треба етнокоролозите, етнолозите, научниците да ги лоцираме ваквите манифестации, затоа што верувајте постојат многу живи традиции во Македонија кои што вистински веруваат во моќта на традицијата.
тогаш таквите нешта да ги земеме и да ги ставиме на мапата на културното наследство во нашата земја. И кога зборуваме за нематеријалното културно наследство, тоа е нешто што треба апсолутно да го одржуваме и документираме за да го имаат генерациите по нас, но тоа е нешто што особено е атрактивно и за странските туристи. И тоа го видовме повторно по кој знае кој пат на галичката свадба. Во една од анкетите кои што ги направија нашите колеги за македонската телевизија, некои од соговорниците велат тука сме по 5-ти пат, тука сме по 6-ти пат, доаѓаат од различни страни на светот само за галичката свадба. Сакам да кажам дека Македонија има многу повеќе од природни богатства што може да ги понуди. Знаете како во Македонија, поради како што го почнеме овој разговор, затворените заедници дозволиле во 20-тиот век до средината, до 50-тите години на 20-тиот век, се уште се чува оваа традиција како жива. И знаете, нам, на обичните луѓе, кога ни е достапна таа традиција, кога секој имаме дома кај нашите баби и дедовци, ние ја гледаме како важно културно наследство. Странците кои што во своите земји одамна, поради современите текови ја изгубиле таа традиција, ваквите нешта им се мистични, им се интересни за гледање. И во суштина тука се сегментите на научниците, затоа што ние ја гледаме севкупната балканска слика и светските текови во однос на културното наследство. И затоа треба да го понудиме на странците, затоа што тие повторно ќе кажам, овие се нешта кои што во светот не се толку достапни. Многу одамна се напуштила старата традиција, а вие во 21 век имате архаично пеење, архаично играње, зачувана традиционална носија и токму затоа се појавува големиот интерес кај странската публика. Како или во каков облик ќе го документирате ова што го работевте на терен изминатиот период? Ќе го видиме во форма на некаква изложба, документарен филм, некаква форма на публикација или? Ова е тешко прашање кога е Галичник во разговорот, затоа што сепак Галичник е навистина разработувана тема. Ќе видиме дека е предмет на документарни филмови, на различни изложби. Јас овие истражувања повеќе ги насочив кон создавање на една содржина наменета за младата публика. Веќе на социјалните мрежи може да се видат видеа во кои што ги посочуваме младите галичани, ги прашуваме некои интересни прашања. Зошто е тоа така? Затоа што повторно да го задржиме фокусот на младите како главни двигатели и преносители понатаму на важното културно наследство. И за да може да се реализира меѓу другото и галичката свадба, неопходни се старите занаети кои што играат апсолутно голема улога во секој сегмент од целата оваа приказна. Колку е важно да инвестираме во старите занаети? Кога е во прашање старите занаети, тука секако влегува традиционалната носија. Ние ќе видиме дека многу е важно дека ние денес во 21 век имаме текстил кој што е зачуван повеќе од 100 години. Јас како колекционер и како реставратор на традиционални носии можам да посведочам колку е тежок тој процес на реставрирање. Многу често ни се потребни старите занаети и луѓето кои што ги познаваат за да може да ги ревитализираат дел од уништените сегменти на традиционалната носија. Од аспектот на галичката свадба ние ќе видиме многу луѓе кои што имаат традиционални носии како некакво наследство од своите роднини, но и многу луѓе кои што сакаат да изработат такви носии за да може да бидат дел од оваа манифестација и то полапел до сите кои што се занимаваат со вакви изработки да посветат внимание затоа што така ќе имаме се повеќе една интересна слика во традиционални носии токму на галичката свадба. Но тоа е двустрана улица, за да можеме да очекуваме да имаме производите или да живеат старите занаети, треба и да ги поддржиме. На таа тема ќе говориме наредниве минути во Македонија наутро. Благодарам Бојан за гостувањето во утринската програма. Благодарам на вас.